Денеска православната црква ги празнува светите маченици Онисифор и Порфири, преподобниот Јован Колов, преподобната матрона Цариградска и светиот Симеон Метафраст. Светите маченици Онисфор и Порфири. Овие двајца прекрасни луѓе биле мачени за името Христово во времето на царот Диоклецијан. Биле многу тепани, биле горени на железна леса, па потоа биле врзани за опашките на коњите и биле влечени по камења и по трње. Така биле растргнати на парчиња и ги предале своите свети души на Бога. Моштите им биле погребани во Пантапол. Преподобниот Јован Колов се вбројува помеѓу најголемите египетски подвижници. Колов означува мал, бидејќи бил со низок раст. Во Скит дошол заедно со својот брат Данил и со преголема ревност се предал на подвиг, така што неговиот брат Данил морал да го опомене да биде умерен. Бил ученик на светиот Памво, а подоцна му бил учител на светиот Арсени Велики. Негов соученик кај светиот Памбо бил и светиот Пајси Велики. Еднаш кога тој и Пајси разговарале каков начин на подвиг да преземат, им се јавил ангел Божи и му наредил на Јована да остане на своето место и да ги поучува другите, а на Пајси му рекол да оди во пустината и да живее како отшелник. За да ја испроба послушноста на Јован, светиот Памво му наредил да залива еден сув стап забоден во земјата, се додека не раззелени. Без размислување и сомнеш, Јован го залевал тоа суво дрво полни 3 години. Од ден на ден, додека на вистина, по Божјата сила тој стап не раззеленил и не донел плод. Тогаш Памво ги собрал плодовите од тоа дрво, ги однел во црквата и ги разделил на браќата велејки. Пристапете и вкусете од плодот на послушноста. Јован Колов имал многу ученици. Некои од неговите мудри изреки се сочувани. Се упокоил мирно и се преселил во радоста на својот Господ. Преподобната матрона Цариградска, од Пергија Памфилиска, брзо и се смачил бракот со некој цариградски велмош Дометијан, та побегнала, се преоблекла во машка облека и под името Вавила стапила во манастирот Свети Васијан во Цариград. Бидејќи нејзиниот маж непрестајно ја барал, таа била принудена да промени многу места, како Емес, Синај, Ерусалим, Бејрут и најпосле пак дошла во Цариград. Се замонашила на 25-та година и се подвизувала 75 години. Живеела 100 години и мирно починала и се преселила во радоста на својот Господ во 402-та година. Светиот Симеон Метафраст. Надарен човек од Цариград, имал светско и духовно образование. Постанал царски логотет и прв висок службеник на дворецот, но живеел чисто и непорочно како вистински аскет. Се одликувал и со голема војничка храброст и со државничка мудрост. Заради тоа царот Лав Мудри премногу го ценел и еднаш го испратил на Крит да преговара за мир со арапите, кои во тоа време го зазеле тој остров.
Кога успешно ја завршил оваа своја мисија, се вратил во Цариград и наскоро се повлекол од светот и од светските работи. Пишувал житија на светителите, и тоа составил нови 122 и поправил 539 животописи. Се упокоил околу 960 година. Од неговото тело потекло благопријатно и исцелително миро.